Во Давос се одржува големијата конференција која што секоја година се одржува, која што е економска конференција, меѓутоа ги нема лидерите на најголемите држави, тие изостана годинава, веројатно поради собствените прилики и случувања. Случувања кои што ги имаат во нивните држави, изостана Тереза Меј, изостана американската администрација, изостана и од францускиот претседател Макрон. Добро, денеска таму е наша делегација, македонска делегација, која што ја предводеше премиерот Заев, но таму е и вице-премиерот Кочо Анѓушев, заедно со министерот за економија Бектеши. Го имаме вице-премиерот на линија. Вице-премиер е дали отсуството на светските лидери е најава за нова светска криза со оглед на откажаното присуство поради, како што беше речено, домашни проблеми на лидерите на САД, Франција и на Велика Британија. Точно е, значи председателот Трамп од Соединетите американски држави ја откажа посетата на Давос, но тоа е заради проблемите кои што ги има со досењето на буџетот во Соединетите американски држави. Ги знаете предизвиците со кои се соочува со Брекзит Велика Британија, исто така и нели жолтите елеци во Франција, веројатно тоа беа причините зашто овие тројца светски лидери не беа присутни во Давос, но затоа пак беа сите останати, вклучувајќи и канцеларката Меркел и останати 70 лидери, председатели и премиери на држави, како и над 300 министри од разни држави. Дефинитивно Давос е најголемиот економски форум во светот, каде што ја имаме приликата да се сретнеме со сите лидери и креатори на економската и светската политика во светот, но пред се би рекол економската политика, бидејќи таа е од круцијално важење за развојот на целиот свет. Македонија втор пат е во Давос на ланскиот форум. Премиерот Заев се сретна со грчкиот премиер колега Ципрас. Дали и годинава Давос ќе биде значаен за Македонија и Грција со оглед на тоа што тогаш беше направен оној еден од клучните исчекори со преименувањето на автопатот Пријателство. Вице-премиера? Да, Македонија е втор пат оваа година, односно после минатата година е втор пат во Давос. Минатата година фокусот беше ставен на политичките теми, значи да се деблокира политичкиот процес. Премиерот веќе изјави дека тоа беше и првата средба која што имаше со премиерот Ципрас од Грција, но оваа година дефинитивно значи е процесот, односно нашето присуство тука насочено кон економските теми и мислам дека тоа е она што треба да испадне како бенефит од целиот овој политички процес кој што еве полека завршува. Се надевам дека овие денови ќе заврши и во Грција и дефинитивно значи и составот на самата делегација, значи премиерот, јас како потпредседател на владата за економија и министерот за економија, форматот кажува дека фокусот е на економијата. Остваривме значителни средби со голем број на компании кои што се потенцијални инвеститори во Република Македонија. Дел од нивните имиња од разбирливи причини нема да ги споменеме, дел од нив се веќе и познати во јавноста и во медиумите. Мислам дека имавме многу плодотворни состаноци и дека тие ќе резултираат со една зголемена динамика на економска соработка со сите овие компании со кои што разговаравме. Можам да кажам дека тоа се компании од светски ранг, компании кои што пред се значи се лидери во економијата во светот, а се надевам дека наскоро ќе бидат присутни и во нашиот пазар. Вице-премиерот Анѓушев, кусо се јави во вестите. Ви благодарам.